Добар ден, почитувани гледачи. Отворено на тема, се разбира, и отворено и на тема. И се така до крајот на изборите. Но ќе продолжиме ние со емисијата, бидејќи тоа е дел од нашава секојдневна програма веќе со години, а сега е наменска, се разбира, ништо поважно во оваа држава нема од тоа вие како граѓани да изберете онаа програма која вам најмногу ви одговара, или да ги изберете како репрезенти луѓето кои вам најмногу ви влеваат доверба. Ние овде ќе ви помогнеме на еден начин на кој што ќе ги повикуваме сите што имаат што да кажат во име на своите политички партии, организации, форуми и заедници кои членуваат или ги раководат и ставовите околу битните прашања за тоа кој треба да ја води оваа држава и во кој правец, се разбира. И така ќе продолжиме со избалансиран однос кон сите чинители. Мојот денешен гостин имаше една интересна задача во последната деценија, на кој е дипломиран правник, магистар на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Се занимаваше со она што некаде тамо 2007-2008 година, ако не се лажем и 2009 година, настана како премер на недвижностите во Република Македонија. Подоцна помина во Министерството за финансии, во оној делот кој е од екзекутивата или финансиската полиција, беше на чело, а денес кај мене е гостин како член на највисокото партиско раководно тело на ВМРО-ДПМН, член на извршниот комитет. Значи ќе поставуваме и политички, и економски, но и прашања од нашето секојдневие, бидејќи со своите ставови застапува идеологија и партија. Така барем треба да биде, се надевам дека вашиот заклучок ќе биде во тој правец. Господинот Александар Трагачевски е мој и ваш гостин во Отворена тема. Добро дојдете во мојава емисија, господин Трагачевски. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до емисијата и до гледачите на ТВ. Јас ве представив она што професионално сте се занимавале и политика, член на политичка партија. Вообичаено ми овде со луѓето кои седам, посебно од вашите генерации како помлади, да им поставаме едно прашање, што е тоа како поттик што ги бара од нив да бидат членови на политичка партија, да се занимаваат со политика. Еве, добро, кај вас причината е малку и друга. Вие стручно од скоро 10 години потврдувате оно што сте го научили на факултетот, значи тоа е од 2004, така? 2004 година, да. 13 години е тоа, сега сте во една друга позиција политичка. Да почнеме од тоа. Што е тоа што вашата генерација смета дека треба да биде од политичкиот естаблишмент? Па вака, најпрво би сакал да кажам дека мојот прв и основен мотив, значи да членувам во политичка партија и да ранг по ранг да дојам до највисокото тело на политичката партија е сепак да допринесеме за правилното водење на оваа држава. Зошто баш ВМРО-ДПМН како политичка партија? Морам да кажам дека одговорот е многу јасен ако ги погледнеме претходните 100 дена. Претходните 100 дена кои што ги живее Република Македонија се последните 100 дена кога веќе имаме промена на власта, многу јасно го кристализират одговорот на ова прашање. Може да видите зошто ВМРО-ДПМН е тоа што е мој избор и избор на многу млади во оваа држава. Покажавме како политичка партија што значи да се води држава. Како да се управува со државата, со нејзините ресурси, буквално во сите области. Но за жал сплет на околности доведе да ја изгубиме власта на 1 јуни, значи формирана е нова влада. Меѓутоа сепак јас, мојата генерација и другите генерации во оваа држава се надеваме дека тоа ќе трае многу кратко и дека ќе имаме прилика повторно за многу краток временски период да се вратиме на власт и да продолжиме со успешно водење на оваа држава, бидејќи ВМРО-ДПМН е успешно приказна. Ова што сега го гледаме за жал е лошо. Ока, господин Трагачевски, повторно ќе се вратиме на сличнава тема. Според вас, потребно ли е човек да се потврди она што му е животно определување? Политиката некому му е животно определување. И вие и јас познаваме добар број на луѓе кои сметаат дека треба да се хоризонтални политичари и во парламентот, но ништо да докажат од она за што се спремале. Еве, вие сте одличен студент, 2004 сте завршиле магистрант, пофалби од професорите. Поттикот да докажете дека тие 4-2-6 години сте нешто научиле, ме води ли кон потребата во институциите да го потврдите тоа? Па секако. Јас, од кога сум завршил факултет, секако сум сонувал да најдам соодветно работно место на моето образование. Јас сум дипломиран правник, сум завршил на Свети Кирил и Методи во Скопје. Имав среќа да веднаш после 2 години од моето дипломирање најдам работно место на проект на Светската банка во Агенцијата за катастар на недвижности. Професионално сум се изградувал таму некаде до 2012 година, кога веќе сум поставен за директор на управата за финансиска полиција. Се надевам дека
мојата кариера ќе иде нагоре, затоа што мислам дека имам во себе доста идеи и желба да помогнам се за развојот на оваа држава, се разбира и за моја лична промоција и за градење на понатамошна кариера. Моето прашање беше можно ли е паралелност во изградување, потврдување на она што вие определба, да не кажеме на наш штипски јазик, занает, и она што е општествена надоградба или модерните теории што велат општествена одговорност за да допринесе за заедницата. Никој како поединец не си ништо ако тоа не функционира во заедницата. Целта на нашето образование е да се општествено реализираме. Доколку тоа не го направиме, образованието не е половично. Така, ајде сега да се вратиме на она што го застапувате овде. Вие сте член на високото партиско тело. Така, ние денес во Македонија имаме дилема околу тоа зошто ВМРО-ДПМН ги поставува следниве локални или комунални избори како референдум за доверба на веќе владеачката гарнитура и владата. Се однесува ли тоа како што досега го правиме од циклус избори, дека сите се историски? Не. Овие се можеби најисториските избори што ќе ги имаме досега. Тоа ќе го обяснам од повеќе аспекти. Факт е дека Социјалдемократскиот сојуз и нивните партнери од албанскиот политички блок дојдоа на власт онака како што дојдоа. Ги наметна. Буквално да не речам со сила. Сите знаете што се случуваше во декември, како се прегласуваше на 100 места бадијала. Хаос. Хаос. Овие избори се многу битни за Република Македонија од неколку причини. Прва и основна причина која што треба да ја знаеме и сите ние и граѓаните што не гледате, дали Македонија ќе ја биде или не. Тоа е факт. Затоа што сето она што нашиот претседател Никола Груевски го говореше пред парламентарните избори, дека на Македонија не се пишува добро, доколку продолжи Социјалдемократскиот сојуз и партнерите со таа политика што ја водеа и што се уште ја водат, Македонија ќе ја нема. Затоа, без оглед што се локални избори, ги поистоветуваме со локални проблеми, јас би кажал дека на овие избори македонскиот народ, македонските граѓани мора да покажат дека не одобруваат политиката на Социјалдемократскиот сојуз и партнерите. А тоа е политика на разнебитување на државата. Просто ќе кажам, се што нашите генерации се бореле во изминатите децении и векови, оваа гарнитура успеа за 3 месеца да растори. Ова треба да биде една јасна порака. Со тотален дебакл на СДС на локалните избори, јасна порука дека вака понатака не може. Македонскиот народ е свесен, македонските граѓани знаат да ценат, знаат да вреднуваат кој работи, а кој не работи, знаат да ценат кој ги штити државните и национални интереси, а кој ги продава за ситни партиски поени и по некоја директорска фотелја. ВМРО-ДПМН е сепак сериозна партија и тоа нема да го дозволи. Токму поради тоа јас апелирам да сите граѓани во Република Македонија, без оглед дали се македонци, албанци, турци, власи, роми, да разберат дека доколку сакаме да задржиме Македонија ваква каква што е, унитарна држава, просперитетна, каде што се гради и напредува, тогаш на СДС треба да му даеме црвен картон на овие избори. Еден голем црвен картон за да разберат дека тргнале по лош пат. Така, оценките од едниот табор за другиот табор секогаш ќе бидат спротивставени, се разбира, затоа постои политичка различност. Не? Да се вратиме точно на партијата чиј члена на високото тело сте вие. Може ли да постои партија која во себе има тако возвишени, барем за македонското колективно сеќавање, име како ВМРО, второ, има демократска основа за македонска национално единство, а во прв план да не и биде највисоките одговорности и морални норми. Партијата сака или не ќе мора да одговори на две големи прашања. Во моментот кога ќе дојде на власт, ако дојде што поскоро, прашањата ќе останат и натаму оставени. Кој прислушкуваше и кој и што е со содржината на разговорите? Тоа доаѓа како точка врз која граѓаните се определуваат или го препознаваат моралниот лик на луѓе. Вие сте на високото партиско раководство. Ќе мора да се одговори кој прислушкуваше. Видите вака, во оваа држава со амин на четирите најголеми политички партии тогаш, ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, се формираше едно квази тело кое што се нарекува специјално јавно обвинителство. За жал морам да констатирам дека тоа тело е противуставно. Целта на тоа тело, на тоа обвинителство беше токму ова. Прво и основно прашање беше да се докаже кој прислушкуваше во Република Македонија, кој тоа го наредил и за кои цели. Меѓутоа, за жал, во изминатите 2 години, откако е креирано тоа специјално во наводници јавно обвинителство, ние слушнавме се, само не основното прашање, кој прислушкува.
Еве, јас не знам, иако доаѓам од сферата на безбедноста, сум работел 5 години во безбедносен орган, јас не знам кој прислушкувал. Илузорни се и да не речам помалку смешни коментарите да кажете дека ВМРО се прислушкувало самото. Односно Груевски, Мјалков, бидејќи тие се најчесто споменувани поими, се прислушкувале самите себе. Тоа е нонсенс, мислам не држи. Проста логика треба да имате да кажете дека тоа не држи. Дори знаете и вие веројатно и вашите гледачи знаат дека дел од оние кои што беа осомничени си ја признаа и вината. Си кажаа да, ние прислушкувавме, бевме под команда на определен човек, да не го именувам, кој што сега е веќе на висока позиција во владата. Значи да не го именувам, човекот ги командал, они се прислушкувале и на крај видовме како тие разговори завршија. Дали сите тие разговори се пренесени во посет на СЈО или не, за тоа ќе мора друг човек да одговара. Ама еднаш некој ќе мора да го рачи. Верувам дека додека ова постава, оваа гарнитура на власт, одговор на ова прашање нема да има, бидејќи не им одговара. Можам да кажам дека ВМРО ДПМН не располага со тие прислушкувани разговори, бидејќи не ги објавува. СДС ги поседува и тие треба да кажат кој прислушкувал, кој им ги продал разговорите, кој е креирал и за кои цели го правил. Така, тоа ќе мора да зарачи и македонското општество само со себе. Се надевам. Политичките партии над интересите на општеството. Еден момент граѓаните ќе прашаат, чекај, они кажат, оно не мораме да видиме кој е. Добро, и за содржините на разговорите да видиме низ судските постапки, какви се, што се, па ќе коментираме натаму со години, но како парадигма на денешното живење е тоа. Второ прашање тема околу ова, кој е политичко пред се, а тоа е каптажата на способните кадри во Македонија. Знаете зашто ви го велам ово? Ви го велам затоа што ако земеме пример на земји кои се со наша големина, кои се можеби економски малку појаки, не успеа да излезат и од транзицијата и со одредена социјална стабилност, ангажирајќи ги најпаметните, најумните луѓе во својот народ. Така направи Словенија, без разлика, ако се сеќавате, без разлика на политичка преминенција, да не зборуваме за една Чешка која направи национално единство. А партијата во која што сте вие високо има и во името национално единство. Зошто ВМРО ДПМН еднаш не каже да, ова се црвените линии и секој што ќе работи во партијава на целите на Македонија ќе мора да го поседува и морални норми. Тешко ли е да се каптираат најпаметните македонци? Не е тешко. Далеко од тоа. Мислам дека ВМРО во изминатиот период го покажа токму тоа. ВМРО во овие 11 години работеше на излез токму таа транзиција во која што западнавме благодарение на кадрите, во наводници кадрите на нашиот политички противник. Верувам се сеќавате и вие граѓаните дека во изминатите период, чинам 3-4 години уназад, ВМРО ДПМН објавуваше огласи, односно владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН објавуваше огласи по јавните медиуми каде што бараше најквалитетните, најморалните личности да се кандидираат за раководни позиции во сите органи. Значи тогаш не се гледаше партиска книжка, се правија интервјуа, Иако за волја на вистината се обвините за длабока партизација на државата. Не е точно. Не е точно. Јас ќе ви кажам. Јас сум бил член на комисија која што работела на избор на кадри кои што од различни области, кои што се без оглед на политичка ориентација. Значи тоа бил јавен оглас, објавен на сите медиуми, се сеќавате, идеше по сите медиуми, ги повикуваме највредните, најучените, најморалните да се пријават. На тие огласи се пријавија огромен број на луѓе. Тие немаа политички бекграунд за себе, меѓутоа имаа професионални бекграунди, кои што ги ценеше комисија составена од еминентни луѓе во неколку нивоа. Сите оние, па ќе повторно ќе повторам уште еднаш да не бидам доседен за гледачите, кои што се истакнуваа, кои што имаа што да понудат, кои што имаа некоја замисла за иднината на органите во кои што конкурирале да работат, беа номинирани и беа примени во тие органи. И ден денеска таму работат. Меѓутоа за жал, бидејќи дојде до промена на власта, сега ќе бидат шиканирани, како и сите останати, и ќе бидат обележани како партиски војници, што не е точно. Тоа се луѓе професионалци. На тоа треба да му се застане на Дефинитивно, дефинитивно. Се знае докаде може да се меша политиката. Политиката може да се меша кај политичките функции. Меѓутоа не можете да вие да мешате политика во професионални функции. Ако тргнете професионалец, ставите партиски кадар, не сте постигнале ништо. Тоа е јасно како бел ден. Тоа го имате вие судир го видовте сами во институција која ја водевте. Европа е неминовен пат на Македонија, определба и на вашата политичка партија, иако последно време во
секојдневните политикански судири има различни квалификации, те исток, те североисток, те север и така натаму. Но определбата на органите на партијата е НАТО и ЕУ. Зошто се сомневаат политичките противници и обвинуваат дека не сте на правецот кон Европа? Не е точно тоа. Значи, не е точно затоа што ВМРО ДПМН во изминатите 11 години нема направено ниту еден гест со кој што покажува. Само да ја прашам, колку одлуки на Европската комисија за започнување на преговорите имаше до сега? Не ги бројаме веќе. 7, 8, 9 не е битно. Значи секоја година добиваме препорака за почеток на преговори. Меѓутоа преговорите не ги почнуваме. Ќе кажам зошто не ги почнуваме преговорите, а веројатно ќе видиме и целата македонска јавност ќе види до крајот на годината. Значи ВМРО ДПМН е евроатлантски насочена политичка партија. Значи основна цел на ВМРО ДПМН е за членување на Република Македонија во НАТО и следствено на тоа понатака во Европската унија. Не држат темите дека ние сме проруска партија, прокинеска партија, про не знам каква партија. Ние сме евроатлантски ориентирана политичка партија. Тоа не значи дека амблок ги отфрламе сите проекти кои што се корисни за државата доаѓаат од источните земји. Меѓутоа, нашата цел, нашето место како земја која што се наоѓа во срцето на Европа е да бидеме членови на Европската унија и на НАТО. Бидејќи нашата армија е мала, наша безбедност колективна треба да биде НАТО. И тоа е факт, и од тоа нема бегање. Се што се зборува по медиумите дека ние сме, не знам, анти-НАТО, анти-ЕУ политичка партија, се спинови. Тоа се класични медиумски спинови кои што искрено не заслужуваат ни коментар. Така. Од Европа ни стигнат документи за кои што ние оде се произнесуваме, ги оценуваме, ги анализираме, но знаете, сами имате искуство околу тоа, европската бирократија е неумолива, треба да се спроведат, но прифаќање на валидни аргументи постојат секогаш, како еден од преговарачите со истите овие комисии од Хрватска вели во многу пати моите аргументи беа прифатени. Но треба да се влезе со способни луѓе и со аргументи за да се бидат прифатени измените. Ние го добивме документ кој се нарекува оценки на прибе и така натаму, во кој што се критикуваше државата, но имаше и насоки. Што е за вас вака како правник и како политички работник е прифатлива, а другото сметате дека е пренагласено или од политичка дневна употреба? Вака, значи што се однесува до оценките на Прибе, морам да бидам многу јасен. Прибе беше во Република Македонија, неговата група беа во Република Македонија недела или две. Да скенирате држава, да скенирате државен апарат, закони, постсистемна поставеност на институции во рок од 1 до 2 недели, а да бидете непристрасни, е малку неизводливо. За да се донесе, ова го велам од аспект дека забелешките на Прибе беа многу критички настроени. Така. Кон претходната владеачка гарнитура, односно ВМРО ДПМН и коалициониот партнер ДУИ. Сепак мислам дека за да се донесат таков тип на заклучоци, дека системот во таа мера не функционирал или погрешно функционирал, за што искрено лично не се согласувам, а можам да кажам илјадници примери зашто тоа така, треба малце повеќе време. Еве да речеме во тие анализи на пример беше анализирана и финансиската полиција која што јас сум ја велел 5 години. Затоа ви го поставив тоа прашање. 5 години сум бил на чело таму, значи таму имаше 3 забелешки, пристрасност, селективност и така натаму. Јас од Прибе немам виден од човек, ниту тој лично, ниту неговата група да чукне на врата, да дојде во финансиска полиција и да каже добро луѓе да видиме како вие работите. Доколку тоа се случило, доколку утврдил некакви мани, тогаш ќе речам да, така е, во ред, треба да се измениме. Не викам дека институциите, системите кои што ви градеше претходната влада се идеални. Напротив, велам дека има простор за корекција, меѓутоа дека е така црно не е црно. Тоа е факт. И сега се дадени насоки за корекција, во ред. Насоките треба да се испочитуваат. ВМРО ДПМН јасно кажа дека ќе се согласи со тие препораки и ќе продолжи. Само за момент, доколку бевте вие на власт, а останеа забелешките на Прибе кои поминаа низ комитетот во Брисел, ќе ги спроведете ли? Апсолутно да. Сето она што е во интерес на државата ќе го спроведеме. Што значи ќе мораше да има реформи во судството? Без проблем. Меѓутоа има реформи и реформи. Ако правиме реформи како што СДС ги прави реформите, тоа не се реформи. Тоа се антиреформи. Значи реформите се знае во која насока треба да се движат. Таму ќе Прибе пишува јасно што треба да се направи. Ако пишува дека треба деполитизација, не можете вие да ставате челници и лица кои што секој ден се по медиуми да ги предлагате за јавни обвинители, да се протежираат за јавни обвинители. Тоа не е реформа. Тоа е антиреформа. Од тоа ќе надобиме само производ во кој што ќе се сменат ликовите и функционирањето ќе биде врз
некои други премиси вместо оние што ги праќа Прибе. Нели? Сега па има овде тамо кај Прибе има и една оценка, барем што се несува до службата која вие раководите, која е позитивна, која што вели од година на година финансиската дисциплина низ институциите на системот се подобрува, а сте обвинети за селективност и така натаму. Бевте начело на таква институција. Се согласувате ли со нивната оценка дека од година на година финансиска дисциплина во Македонија се подобрува? Се согласувам, финансиската дисциплина се подобрува не само заради тоа што работела финансиската така, полиција. Така, не екзекутивата таа што е подобрува. Далеко од тоа. Тоа е можеби некој процент од успехот што го постигнала државата и владата. Финансиската дисциплина се подобри поради тоа што се донесува еден сплет на закони кои што кажуваат дека она што ќе се изработи, она кое што ќе се фактурира, мора да се плати. Економијата почна да иде нагоре, фирмите станаа ликвидни и тоа е возможно. Ако имате неликвидни фирми и ако знае фирмата дека нема да одговара, нормално дека нема да плати. А финансиската полиција си имаше точно еден определен сегмент во таа работа, а тоа е санкционирање на избегнување на плаќање на даноци и други давачки кон државата. Значи, основна цел на финансиската полиција, која што јас сум ја раководел, е заштита на финансиските интереси на Република Македонија и на Европската Унија. Тоа е дефиниција утврдена во Законот за финансиска полиција. И јас сум горд што сум бил, ако не повеќе, барем 1% причина за зголемување на оваа финансиска дисциплина во Република Македонија. Тоа е нивната оценка, иако сега во јавноста имаме последнава недела дена бројна компании на фирми за кои ќе се обвинети дека преку управата за јавни приходи, дека преку управата за јавни приходи не плаќале придонеси или не плаќале персоналец. А зошто не ги објават кои се тие фирми? Објавиле две и телевизии, да волја на вистина, другите фирми не ги објави. Македонија Пат. Да. Македонија Пат е државно јавно претпријатие. Тие не плаќале. Во најмала рака, доколку сака директорката на управата за јавни приходи, може да го повика актуелниот и претходниот директор на... И он е тамо претходниот и он е претходниот. Истиот од 2002 година се во минус. Значи, управата за јавни приходи треба да знае дека во моментов таму директор е кадар на Дури, кој што бил директор кога било и ВМРО ДПМН на власт и сега. Значи, може да го повикаат, да видат што е проблемот со неплаќањето на ДДВ-то и да го решат проблемот. Лошо ќе биде доколку има, да речеме, приватни фирми кои што биле протежирани. Меѓутоа, државните компании кои што не можеле да го платат ДДВ-то, треба да се најде механизам како тоа да го направат. Така инаку би било од еден джеб во од еден джеб во друг джеб. Не го оправдувам неплаќањето, да не се разбереме погрешно. Без оглед дали е приватна фирма или државна фирма, јавно претпријатие, ако во законот пишува дека треба да се плати данок, данок треба да се плати. Не треба, мора да се плати. Така. А начини како тоа ќе се стори, може да се го повика директорот конкретно на Македонија Пат и да се договорат. Така, мора да се најде модалитет. Во иста влада си. Господин Тргачевски, 22 минути измина, мораме на мала пауза за ЕПП и тоа е според нашите правила, па ќе продолжиме. Поштовани гледачи, само 2 минути ЕПП и се враќаме во овој интересен разговор со господинот Алесандар Тргачевски. И еве не повторно, отворена тема и јас и мојот гостин Алесандар Тргачевски. 22 минути поминаа во еден трен, бидејќи интересен е разговорот и темата, барем мене, а за вас се надевам дека многу повеќе ќе ви интересира. Ќе продолжуваме со разговорот. Господин Тргачевски, денес се наоѓаме месец и пол пред изборите, политичката борба ги надминува просечните вредности на однесување помеѓу субјектите. Да не кажам, како што велите вие, спин, подметнувања, изместување на теми, така ли според вашата процена ќе биде до 15 октомври? Па искрено се надевам дека нема да биде тоа случај, затоа што верувам дека ВМРО ДПМН, односно убеден сум дека ВМРО ДПМН таков тип на кампања нема да води. Ние ќе водиме една културна кампања, нашата цел ќе биде да пристапиме до секој домакинство, до секој граѓанин, да му укажеме што е тоа што ние го нудиме, што е тоа што нашите кандидати за градоначалници и советници ќе го понудат. Тоа ќе биде првиот елемент. А вториот елемент е она што го кажав на почетокот на интервјуто, дека ќе кажеме што значат овие, иако се локални избори, за Република Македонија. Целта, значи, ќе ни биде да му кажеме на македонскиот граѓанин дека на овие избори треба да гласаат за да се сочува државата. Ги слушнавте нивните мерки и она што вице-премиерот вчера го кажа 3 пута 3 и така натаму, мерки за толку дена и постапки. Така. Можете да ги коментирате? Нема мерки, нема што да коментирам.
Значи, само кажуваат некои мерки 3, 6, 9. Единствено што во овие 100 дена за жал видовме само или укинување на сите корисни проекти на ВМРО ДПМН или копирање на проектите на ВМРО ДПМН. За второго, за копирањето на проектите на ВМРО ДПМН сум среќен. Барем македонскиот граѓанин ќе види нешто корисно. Без оглед што тие проекти се на ВМРО ДПМН и некоја глава во ВМРО ДПМН ги мислела, сепак тоа е во интерес на македонските граѓани. И ние се согласуваме дека ги продолжат тие проекти. Меѓутоа, од друга страна, не се согласуваме со проектите кои што ги прекинаа. Да не зборувам за инфраструктурните проекти. А сега па по последните неколку дена актуелно е со ова со струјата. Народот треба да знае дека они пуштаат буквално димна бомба, ќе намалиле струјата. Предлагаат некаква си ефтина тарифа од 2 до 4 сата, па од 14 до 16 часот. Прво, никој не е дома во тоа време. Второ, не кажуваат кои се опасностите од таа работа. И трето, не кажуваат дека ќе пристапат кон целосна либерализација на пазарот на електрична енергија. Тоа што владата на ВМРО го одбиваше од 2010. Па го одбиваше од проста причина што знаеме што тоа значи за граѓаните. Ако беше добро, владата на ВМРО ДПМН, бидејќи има умни луѓе кои што тоа го анализирале, ќе речеа да, ова е добро. Меѓутоа, нашите анализи покажуваат дека струјата ќе се покачи за најмалку 20%. А токму тој што ги промовира овие мерки е лице кое што има компании за увоз на струја. Мислите за потпредседателот? Апсолутно да. И нормално е дека он се откажа од неговата личен доход, се сеќавате. Така. Значи сега работи од алтруизам. Меѓутоа, се надеваме дека во наредните година до 2 ќе дојде до либерализација на пазарот, тогаш ќе видиме како неговите фирми ќе работат. Берат велат дека барањата на Европската комисија не може да се одбегне и ако почнеме да преговараме со нив повторно ќе мораме да либерализираме струјата, но пазарот на струјата, не струјата, пазарот на струјата го либерализираме, но можеме и да се научиме како тоа некои други држави го правеа во 4 или во 5 фази прилагодување кон џебот на граѓаните, нели? Но овде морам да ја прашам повторно, пака се наметна темата како млад човек. Она што јас го следам како новинар, тоа е дека ниту една политичка гарнитура, без разлика на кое ниво на власт е, не успеа да се зафати со најголемиот костен во Македонија, а тоа е ефикасна администрација. И вие наследивте преголема администрација, и ја дополнивте, тие сега повторно ќе ја дополнат со втори, трети смени и така натаму. И се до тоа еден ден, како и сите кезијански законитости, мора да се плати. Така. Што се плашат политичките гарнитури да ја реформираат државата? Вака, значи, повторно ќе кажам дека совршено не. Меѓутоа, за да направиме компарација каде сме биле, каде сме сега, треба да видиме каде сме биле претходно. Еве јас ќе ви кажам, јас сум дошол во катастар, значи ова се однесува на сите институции. Меѓутоа ќе зборувам за катастар бидејќи тоа ми е нешто кое што сум почнал да го работам, можам да направам споредба пред и потоа. Во 2006 година кога дојдов во катастар, за да ви се решеше еден предмет како граѓанин, требаше да поминат 1, 2, па ако немате среќа и 3 години. 3 години, внимавајте, 3 години да ви се реши предмет. Ке сте заборавеле што сте поднеле во катастарот, што сте барале во катастарот. Првата моја слика кога се вработи во катастарот беше вработен правник или геометар, не е битно што, и бункер над пред него. Предмети, купиш на предмети. Отидете сега во катастарот да видите дали има хартија. Нема хартија. Нема. Максималниот рок за решавање на предмет е 15 дена. Ако во тие 15 дена не се реши, тогаш тој што не го решил има пенали. Тоа е реформа во јавна администрација. Тоа е реформа. Значи екстра луѓе не се примени, катастарот тогаш имало околу 1000 вработени, сега има нешто под 1000 вработени, услугите се подобрени. Да не зборам за централен регистар, да не зборам за други институции кои што се стварно реформирани и за кои што Европската комисија ни дала многу пофал. И 2009, и 10, и 11, и 2008 вие добивте, кога беше проектот за премери катастар, добивте високи оценки. Апсолутно да. Но има овде нешто друго, господин Тревежски. Оваквите круцијални институции, како што рековте, се нужни да функционираат. Ако ги натрупате со луѓе, повторно ќе се закочи. Замерката е и на Прибе, а и на македонската јавност, ние како новинari мораме да ве прашаме вас политичарите, е кај дуплирањето на бирократијата. Не може Македонија да има 37 разни агенции и комисии. 4 агенции има за туризам, а ние туризам сме последни во Европа. Сепак тоа наликува на улебување на партиски кадри. Знаете што, конкретно овие што ги спомнавте комисии за туризам, тоа се по 2 до 3 луѓе. Се согласувам, можеби треба да се инкорпорираат во едно тело кое што ќе работи
на некој си, не знам, начин кој што не ми е позната темата, не би можел да кажам. Меѓутоа дека ВМРО ДПМН ги ја зголемил администрацијата во овие суштински органи, што ги претходно ги спомнав, не е точно. Примени биле луѓе онаму каде што имало потреба за тоа. И се уште има делови од администрацијата каде што фалат луѓе. Администрацијата секогаш ќе фалат. Таа сама по себе произведува работа. Знаете што? Треба да произведува работни места. Меѓутоа треба да се работи на зголемување на IT нивото. Така. Ако го зголемите IT нивото, тогаш нема да ја пумпате администрацијата со луѓе. Она што може да го сработи еден компјутер, ќе го работат 5 луѓе. Овде морам да ви прашам, бидејќи и во програмата на ВМРО ДПМН и во преговорите со Европа е постојано ни стигнува една флоскула за јакнување на приватниот сектор, за малите средни предпријатија, за јакнување на приватниот сектор во кој што маса нови луѓе кои знаат да работат. Зборам за оние кои знаат и сакат, оние кои не знаат, од тие никош не можеш да се ослободиш, тоа е менталитет. Тие ќе се абсорбираат таму каде што платите ќе бидат поголеми. Сега вие протежирате една политика која исто така одеше и во Бугарија, во Србија, во Унгарија, не знам како беше, тоа е непосредно договор со инвеститорите од странство, во кој што им се дава низа на надлежности за да донесат технологија, отвараат нови работни места, бидејќи очигледно на Балканот ние прв судари што ни беше е тоа високата невработеност. И 15 е многу, а не 30. Сега имаме постапка ревидирање на овој начин на приликување од новата влада која вели прво ќе ги декласифицираме договорите, а после ќе одиме на друг начин. Што се случи? Овде ви го зборувам вам затоа што имате искуство како финансиска политика. Знаете што, Македонија имаше стапка на вработеност 36-37%. Така. Да ви кажеме како млад човек, знаете ли колку Македонија имаше ставка на вработеност 90-та година? Значи, предпоставувам колку имало, не го знам точната бројка. 19%. Никогаш во историјата не е паднала помалку од 12%. Значи, не ја знам точната бројка, не би сакал да шпекулирам. Значи, имавме ставка на вработеност од 36-37%. Тоа е крах. Повеќе од третина. Сега сме на 22,6 или 22,9. Значи сме намалиле невработеноста за 15-16%. Доволно кажува дали политиките на претходната влада со привлекување на овие странски инвестиции, без оглед на условите под кои што се дојдени, дава резултати или не дава резултати. Мојот став и ставот на партијата е дека дава апсолутно резултати. Па видите што се случува во Велес во Кавадарци. Во Велес во Кавадарци во моментот разговарав со стопанственици кои што имаат фабрики таму. Не можете да најдете човек што е невработен за да го вработите и сега човекот е приморан да ја сели фабриката од Кавадарци во Куманово, бидејќи нема слободен човек за работа во Кавадарци. Тоа е и во Штип, но тоа има многу одговори, структура на невработеност. Се согласувам, да, меѓутоа тоа е процес. Не напаѓаат дека платите што ги давале странските инвеститори биле многу ниски. Кога имате понуда поголема од побарувачка, тоа е пазар, ова не е контролирана економија, ова е пазарна економија. Ако тројца конкурираат за едно работно место, платата ќе биде 12.000. Ама ако 0,7 конкурираат за едно работно место, тогаш ќе се борат. И ќе рече дојде ке мене работа, ќе ти давам 15.000 денари плата. Така да мојот став и ставот на партијата е отварањето на овие договори со странските инвеститори е кардинална грешка која што ова влада може да направи. Дали вие слушнавте нешто во овие 3 месеца за привлекување на странски инвестиции? Нон-стоп имате флоскула, ќе се грижиме за малите и средни предпријатија, ќе даваме ова, или народното ќе идно време од глава од лажа. Значи, ништо конкретно. Дајте, оставете го нешто ВМРО го сработило, почнете од нула, сработете нешто, покажете, еве денеска донесовме фабрика таа и таа, македонска нека биде, не викам дека треба да биде само странска, и македонските пари вредат еднакво како и странските пари. Меѓутоа да вработиме луѓе. Прв пат овој месец имаме пат на просечната плата. Прв пат. Сега во септември ќе видите дека и БДП ќе ни падне. И БДП ќе ни падне. Зашто? Зашто? Тоа беше тренд кој што со години назад само растеш, сега ќе ни падне. Тоа е шамар. Знак дека се тргнале во погрешен правец. Тие проценти може ќе бидат минимални, меѓутоа сепак е пат. Лош сигнал. Ова што сега ни предстои се локалните избори и нешто со кое што граѓаните ќе треба да се одлучат за некој нив ги представуваат. До сега зборуваме за начинот на избори. Имаше некоја интересна идеја пред 6-7 месеци во кој што на отворени листи како по хрватскиот модел да се избираат со
советниците, но тоа се прескокна, сега остана така како што е во овој момент. Кажете ми отприлика во на високото партиско раководство, како ги концепирате критериумите за тоа? Кој е тоа што треба да ги представува своите сограѓани? Па прво да го појаснам кој е начинот на избор на кандидати, бидејќи тоа ги интересира граѓаните. Начинот на избор на кандидат за градоначалник и советник. Значи ВМРО ДПМН е сепак одговорна партија, да не звучи погрешно, значи да не биде погрешно преципирано од јавноста, ние не ги бираме по желба, сакам да биде тој. Се прават анкети. Се ангажираат значи независни куќи кои што се професионалци во таа работа, меѓутоа не една, повеќе куќи кои што го прават сондажа на јавното мислење за определени личности во градовите. Бидејќи јас сум од Скопје, не знам во Штип кој ви е најрепрезентативен и кој што може на Штипини највеќе да им помогне. Се прави анкета, значи се собираат 10-15 луѓе, оние кои што ќе поведат на тие анкети. Тоа не се сепак некои анкети кои што се обавезни, меѓутоа се смерница каде партијата треба да се движи. Врз основа на тие анкети се одлучува кој од двајца, тројца кандидати ќе биде наш кандидат за градоначалник во конкретната општина. Не мора да биде партиска фигура, може да биде и човек кој што е непартиски, меѓутоа кој што ужива голем углед во партијата, кој што ги поддржува политиките на ВМРО ДПМН. На листа која го прави анкетата, ја прави анкета. Значи, нас ни е битно да ги поддржува политиките на ВМРО ДПМН и да биде угледен човек кој што ќе може да допринесе за граѓаните во тоа населено место. Не е добро ако немате кандидат од својата политичка партија да не му дадете можност на некој што не е со вас, меѓутоа не е ни против, значи ги поддржува вашите политики. Така да на тој начин очекувам дека до 14-15 септември кога е крајниот рок за 14-24:00, нели? Да ги дадеме сите наши кандидати за градоначалници. Дел од нив веќе ги презентиравме на македонската јавност, тоа се 5 кандидати. Се надевам дека останатите ќе бидат презентирани во периодот кој што следи. Така, наше е да следиме. Вообичаено не поставам прашање овде за односите на политичките партии кон медиумите, зашто моето мислење е дека тој закон треба да има само еден член. И тој да гласи вака отприлика: медиумите во Република Македонија се слободни. И точка. Сето останато е регулирање. Се согласувам. Ние во Ирис телевизија ќе останеме отворени за сите политички опции. Се надевам и други членови од извршниот комитет на високи партиски раководители ќе ги кажат своите мислења овде, ставовите. Јас се обидам да го искомбинирам заедно со стручност или она што сте го воделе како искуство во претходната администрација, за да им дадеме на моите гледачи можност да споредат. Инаку ќе бидеме и ние пристрани. Така ќе продолжиме се според словото на законот. Се надевам дека ќе имате успех во оно што го вие презентирате, а наше е да го следиме. Благодарам што одвоивте време. Ви благодарам за поканата. Поштовани гледачи, мој гостин во Отворено на тема беше Алесандар Драгачевски. Јас се обидов да зборувам со него, да го прашувам и за неговата професионалност, но земајќи го предвид дека тој водеше таква една институција во која што ќе требаше да го прашам за персонални решенија или случаи за кои што е потребно судско разрешување, сметав дека во овој момент е невкусно тоа да го прави или ќе биде навивање за една страна. Зашто што ако институциите не функционираат, ако нема ред, има неред, а ние тоа нема да го правиме. Ќе известуваме само за она што е докажано и докажливо. Останатото е на институциите од системот. Се надевам дека внимателно не слушнавте, видовте што рече мојот гостин, остануваат и моите забелешки или моите мислења на кратко. Комбинацијата помеѓу младоста и искуството е идеална, но кај поединец не може да биде така, затоа што годините си го носат своето, а искуството не е неминовно да доаѓа. Одлуката е наша, почитувани граѓани. Значи, мораме да ги погледнеме сите понуди, за да избереме она кој нам најмногу не одговара. Затоа после нема плакање или нема после оговарање на оние што сме ги избрале. Затоа што тие станале тоа што се со нашиот глас. Довидување до утре до новата Агора. Според најавите, утре би требало во новата Отворена на тема емисија, простите, утре би требало да ни биде гостин поранешниот председател на влада на Република Македонија и поранешниот генерален секретар на ВМРО ДПМН, господинот Димитриевски Емил. Се надевам дека ќе го реализираме интервјуто, а вие проследете нешто тој ќе каже. Довидување.